Од утре за околу 20.000 ученици од регионот започнува зимскиот распуст. Период кога книгите ќе останат настрана, а ќе започне одмор и уживање. Ние сме многу радосни, бидејќи заврши училиштето. Сега планираме да си ги поминеме празниците. Ќе ја прославиме новата година. Ќе си поминеме убавно зимскиот распуст. Ќе скијаме, ќе се забавуваме, ќе правиме снежко, ќе се маваме со снег, ќе учиме малку. Ќе шетаме, ќе седаме дома на компјутер. Кај баба и дедо. Каде? Во Кавадарци. Зимскиот распуст, јас ќе си играм за моите другарчиња, ќе одиме на играорна. Ние се радуваме затоа што утре ќе има зимски распуст. Ќе се санкам со мојата санка на снегот. Радоста е на децата ја делат и наставниците, зашто зад нив е уште едно успешно полугодие. Наставниот план и програма се реализираше според предвидените активности. Успехот секој ученик е според своите можности, во главно е добар. За разлика од основците, средношколците за време на распустот ќе најдат време и за учење. Со оглед на тоа дека ќе бидам ослободена од школските активности, би сакала да го искористам слободното време за да се спремам за матурата и за да имам успешни резултати. Кај да се припремаме околу екстерното, матура, исто така и факултетите кои што не следуваат како постари ученици. А за активностите што следуваат, ќе се подготвуваат и нивните професори. Ние наставниците во зимскиот период се подготвуваме за екстерното проверување, опремата е подготвена, така да и учениците се известени, со цел да одговориме на задачите поставени од Министерство за образование. Во Делчево пак, последниот ден од полугодието, учениците го искористија за украсување на училниците. Ние во нашата училница изработивме многу украси, меѓутоа употребивме многу рециклиран материјал, текстил, хартија, картон, затоа што не е работата нешто само да се купи ново. Работата е да се употреби онаа што е фрлено. Во меѓувреме, додека учениците и наставниците ќе се релаксираат, менаџерите ќе работат. Ние продолжуваме да се подготвуваме за апликација за проектот од прекограничната соработка со општина Гоце Делчев, со детската градина Детелина од истата општина. Време да ги завршат обврските и одморот учениците и наставниците имаат до 20 јануари, кога започнува втората половина од учебната година.